Секогаш се интересни за слушање историските реминисценции, особено кога низ нив се провлекува препрочитување и ново видување на значајни моменти од колективната меморија. Римните очи сведочат дека тоа што сите низ директен пренос можеле да го видат била само една интересна смотра на уметноста. Перформанс во чест на културата. Во моментот кога влегува народот во собранието, се сеќавам убаво, тамо е една, да речеме, фестивалска атмосфера, луѓето ја пеат химната, некои се качени на седиштата, на масите и така натаму. Горе, навистина, се случува нешто друго. Може би поради таквиот впечаток за карактерот и амбиентот во тој моментум од блиското минато. Тешко навираат сеќавањата за подалечното, иако за него сведочат монументи кои се актуелни и во сегашноста. Како се вика палатата на ВМРО ДПМН денеска? Што е битно како? Не како се вика. Не е битно како. Како се вика палатата на ВМРО ДПМН денеска? Ама која палата зборите? Штабот на ВМРО ДПМН. Не, тоа воопшто е важно. Ама како не е важно? Како се вика штабот на ВМРО ДПМН? Не е битно како. Христо Татарчев се вика? Да. И нема проблем со името, туку со перцепцијата и со делата. Не е тешко да се најде простор во еден таков објект, но е сериозна дилемата за тоа како да се опстои во така тесна кожа, бидејќи громогласната политичка мантра за источниот сосед е очигледно поставена на плиток тема. Ванчо Михайлов по прашањето на националното самочувство се определувал на ист начин како што се самоопределувал и првиот председател на ВМРО Христо Татарчев. Човекот 1953 година починува, има спомени во кои за народот кој живее во Македонија го зборува истото што го зборува Иванчо Михайлов. Кој што зборувал во минатото е едно, поважно е кој што зборува денес. Интересно е дека последниот користи реторика која беше својствена за опозицијскиот речник на првиот партиски лидер по независност. Мени тоа е исто, само се малку поразлични присутните. Имате сознанија за зголемување на апетитите на албанскиот блок доколку се отвори уставот? Па за тоа предлагам подетално да ви информира председателот на нашата политичка партија. Апетитот е својствен за сите блокови во сите времиња. Тоа е како ураган кој носи се пред себе. Спасот во столчето во големиот шатор на власта го наоѓа секој што е малку поснаодлив во најдодената поплава од гладни кадри. Метеорологијата нема врска со временска прогноза, во која што и ја очигледно да ви кажам, до пред некое време грешев, мислев дека е наука за времето. И на крајот, наместо во чудо да се прекрстиме со лева рака. Македонската делегација ќе присуствува и на молбен во Бализиката Сен Клементе во молебен. Молебен. Што е тоа молебен? Крсниот знак не е доволен, ниту е молитвата. Само се вишниот да најде начин и да ни се смилува.